За џабе се радуваа на пописните резултати. Албанците ќе мора да почекаат за зголемување на квотата на 31,5% за да се вработат на државно, односно во јавниот сектор. Министерот за информатичко општество Азир Алиу тврди дека пресметката на неговиот претходник во новиот така наречен балансер за зголемување на квотата не може да стапи на сила се додека не се најде ново законско решение. Пристапот кон ајде да кажеме тој решение на таков на овој предизвик ќе мора да биде законско решение. Значи заради две работи. Прво, ние имаме балансерот е само една алатка во која што даваш параметри, влезни параметри ти дава изнес. И вториот момент е ние мораме на ниво на закон да го решиме тој проблем. И јас ќе работам на тоа, ќе работиме како влада за да најдеме начин како тоа да се реши. Алиу бил свесен дека државните институции се преполни со луѓе кои се примени по етничка или било каква друга основа, наместо по квалитет, но не се откажува од намерата за качување на квотата. Инаку екс-министерот Алити, повикувајќи се на пописните резултати, направи пресметка според која сегашното решение од 20% за вработување треба да се зголеми на 31,5%. Но во таа пресметка тој ги броеше не само албанците кои живеат во Македонија, туку и диаспората, што за многумина е нелогично, па уште на тој избир министерот си додал уште 2% од оние 7% кои го бойкотираа пописот. Законските измени уште лани ги најавуваше и екс-министерот, бидејќи неговите пресметки беа спротивни на постоечкиот закон за вработените во јавниот сектор, а со тоа не се согласи ниту Државниот завод за статистика. Денеска, јавната администрација сместена во 1354 државни и локални институции во Македонија брои 129.374 вработени, што во споредба со лани е за 2714 помалку. Најголем процент се вработени во образованието и здравството.